Од третманот на културното наследство зависи и нашето членство во Европската Унија, сметаат експертите. Профитерскиот пристап на мокиниците е главниот проблем на што реагира Европската Унија и УНЕСКО, сметаат од Европското движење во Република Северна Македонија. Нема јавна свест за значењето на културното наследство во земјава. Кај нас постои тенденција да се присвои и да се окупира културното богатство од страна на поединци кои поседуваат моќ. Профитерскиот пристап на мојкиниците е главниот проблем на што реагира Европската Унија и ЮНЕСКО, сметаат од Европското движење во Република Македонија. Не е тоа приватна собственост и точно таа приватизација на културното наследство доведува да не се свати овој другиот аспект дека ние сите треба да ја чуваме. Не е тоа, да кажам, нешто од кое што се добива профит. Точно профитерскиот аспект кон културното наследство доведува до тоа да се загрози ова, да кажам, генерации, поготово на ова поднебје, пошто станува збор за цели 2 милениума кај што се создавале нештата, да. И сега одеднаш доаѓа една култура која што не го разбира она што претходните генерации го направиле за нас, она што ние треба да го направиме, да го не само тоа да го сочуваме како такво, да го направиме да биде богатство на целата држава, на сите луѓе овде, туку да создадеме нешто слично за идните генерации. Од третманот на културното наследство зависи и нашето членство во Европската Унија, сметаат експертите. Охрид до февруари има рок да ги исполни препораките на УНЕСКО, во спротивно ќе се најде на црната листа за грозено светско културно наследство. Третирањето на нашата земја која се стреми кон Европска Унија подразбира пред се дека ние мораме да ги почитуваме стандардите. Дивоградбите кои се евидентни треба да се санира на оптимален начин. Тоа подразбира да она што може да биде дел од културниот имидж на Охрид треба да се продлабочи, а она што е вон тој контекст за сигурно треба да се стави ад акта. Сметам дека сепак ќе успееме и покрај сите тешкоти и проблеми кои се наметна во последните години да се тој процес надмине и да ние успееме да културното наследство го третираме на начин кој го третира и Европската Унија. Според добрите познавачи, богатото културно наследство на земјава е патот кон европската перспектива. Основното мото на Европа е да Европа да се обединува по основ на културата, културните разлики да бидат основа за обединување и во таа смисла на зборот туризмот се наметнува како една од најзначајните форми за интегрирање, за размена на култури, на вредности, на тие процеси на акултурација и едноставно за меѓусебно доближување. Република Македонија, како земја со богато културно наследство од различен вид и период на настанување, има навистина потенцијал да се развие како туристичка дестинација со препознатлив културен туризам. Денес во светот познаваме многу земји кои благодарение на културното наследство се стекнаа со имидж на туристички сили и по тој основ остваруваат навистина виден економски и културен и вкупен развој. Потребни се поголеми буџети и вештини за заштита на богатото културно наследство во земјава. Во светот пристапот кон културното наследство е сосема поинаков. На него се гледа како на светост и од мали нозе се учи за неговото значење и заштита. Беше истакнато на денешната панел дискусија, организирана од страна на Европското движење, чија цел е приближување на пристапните преговори за членство во Европската Унија.